Драги гледачи, добар ден. Само ден-два неделат од денот на јубилејната прослава на 75 годишнината на Илинденското востание, чиј покровител е председателот на Републиката, другарот Јосип Брз Тито. Централната свечаност ќе се одржи во Скопје на 1. август, а на 2. август во Крушево ќе се одржи голем народен митинг. Илинденските празници ќе бидат одбележени во сите прекоокеански земји каде има наши иселеници. Во Торонто ќе бидат организирани Илинденски денови, во Њујорк традиционални македонски денови, а во Канада масовен свечен пикник и слично. Илинден ќе биде одбележан и во сите наши градови и села ширум Републиката, за кои се изготвени општински програми. Илинденското востание е еден од најкрупните историски настани што се вградуваше во новото револуционерни борби на македонскиот народ и народностите. Со децении се јавуваше како поттикнувач и како непресушен извор што му даваше на македонскиот народ нови сили да издржи во својата борба за национално и социјално ослободување. Илинден 903 стана сенароден празник. Најсуштествено признание на делото на Илинден 1903 е првото заседание на АСНОМ 1944 година, кога дефинитивно се конституира македонската држава во братска заедница на равноправните народи и народности на Југославија. Деседневната Крушевска република, односно манифестациите во тој оквир почнуваат од 1. август и завршуваат со 10. август. Годинава би се рекло дека може да се подели таа манифестација во два дела. Тоа е научниот собир, што се одржува 3., 4. и 5. август овдека, на кое што имаат пријавено, 50 души имаат пријавено учество, тука имаме со своји трудови научници, како што се од нашата земја, а многу ги имат и од странство. За прв пат годинава учествуваат на овој симпозиум, што ќе осветлат и многу значајни датуми и во рамките на тие борби што се водели за ослободувањето на градот во 1903 година со познатата Крушевска република како врвноправна институција на Илинденското востание. Натака учествува за прв пат Скопската опера, Окрвавен камен драмата, тоа асоцират на каменот на Мечкин камен, тоа е драмата на нашиот сограѓанин, академикот, на нашиот крушевчанец Васил Илјовски, во една друга димензија, а ќе биде прикажан точно овде горе на нашиот споменик. Годинава за прв пат учествуваат и нашите сонародници од странство, тоа се играорни групи од Торонто, од Канада, значи, од Детроит учествуваат и исто така играорна група и од Австралија. За прв пат годинава, реков. Понатака учествуваат и ансамбли и други групи од другите социјалистички републики од нашата. Значи, одзивот е мошне голем, веќе уште 2 дена неделат од празникот, подготовките се при крај. Па Крушево гледате дека и во овој амбиент, во едно празнично руво, ето уште неколку дена неделат нас, кога на гумење на 1. август веќе ќе се подигне знамето на Крушевската република, со илуминации вечерта и со настап на танец уште првата вечер. На 2. август веќе учествува, тука почнуваат и големиот народен собир, на платото на ова подрачје тука, на кој ќе учествуваат многу илјади жители од нашата република, од соседните села,
ќе учествуваат од наше Арилјево, тука во близината на Слива, кај што се водели крвавите битки, Острилци под Мечкин камен. Всушност тоа ќе биде централната манифестација. Централна манифестација покрај околните места и од сета наша република. Тука веќе како да се собрала цела ке Македонија ќе представува. Сместено на неколку речиња во подножјето на убавата Бигла планина, меѓу густа дабова шума, демирхисарското село Смилево во деновите на Илинден 1903 година представуваше револуционерно гнездо на востаниците. Овде, од 2 до 7 мај, под председателство на смилевчанецот Даме Груев, се одржува познатиот Смилевски конгрес, на кој, покрај повеќето одлуки што ги донесоа делегатите, беше донесено решение за кревање востание на македонскиот народ против турските аскери. Во тие револуционерни денови, Смилево беше едно од поголемите села, со 600 куќи и околу 2000 жители. За време на Илинденското востание тоа беше востаничка тврдина. На 27 август Назир Паша со околу 12.000 аскери се обидува да го заземе Смилево. Следниот ден слободата на смилевчани им е одземена, селото е спалено. Останаа само 3-4 куќи како сведоци на неговото постојање. Меѓутоа, раните од турските зулуми, а подосна и од подоснежните светски војни, Смилево брзо ги залечува. Тоа се обновува и се повеќе се разубавува. После решението во Солун за дигање востание во Македонија, од 2 до 7 мај 1903 година во Смилево се одржи Смилевскиот конгрес, на кој конгрес беше решена дилемата за дигање на востание. Така да на тој конгрес се донесе заклучок да востанието во Македонија се дигне на 2 август 1903 година, што конгресот донесе и соодветни заклучоци, меѓу кои и на 27 јули 1903 година даде и проглас до македонскиот народ дека денот за востанието е одреден 2 август и на тој ден сите македонци со пушка в рака треба да излезат да се борат против турците. Покрај тоа исто е издаден и проглас до населението во кој што на крајот завршува сите да се бориме против турците до душманот, ура и така натаму во прогласот. По одржуваниот конгрес, поточно на 1 август 1903 година, во Смилево се собират главниот штаб и конечно дават збор за дигањето на востанието,
сите во станици собрани околу дамета се испрегарнуваат, а другиот ден на 2 август 1903 година, утрото со нападот на турскиот гарнизон во Смилево и запалувањето на магазинот, кога Смилево вивна во пламен, се означи почетокот на Илинденското востание на македонскиот народ. Денешната вистина за Смилево е село со 150 домаќинства, со 700 жители. Во селото имаме асфалтен пат од 10 км, имаме земјоделска задруга, месна канцеларија, 8-годишно училиште, пошта и се друго што е потребен за еден нормален живот, и така ние смилевците си го викаме еден градски живот. Затоа посебна улога игра местната заедница. За подобрување на животниот услов во нашето село, покрај другите општествено-политички организации, сметаме дека најголема улога изигра местната заедница, со оглед на тоа да со сето население се стремеше да донесува соодветни одлуки, да распишува местни самопридонеси за изградба на сите овие објекти. После асфалтирањето на патот имаме изградени 25 нови куќи. Сега сме преокупирани за изградба на 8-годишно основно училиште, бидејќи да наставата сега се одвиват во школото е многу лоша. Тоа е склоно на паѓање, градено е негде 1926 година, а сега моментално ги имаме изработено главниот проект и некаде ќе кошта тоа школу 800 милиони динари, со тоа што ние као местна заедница ќе обезбедиме свое учество преку месен самопридонес распишан во пари, а изградбата, стручната градба и самото градење на школото ќе го градат исклучиво нашите зидари од Смилево бесплатно како допринос. Го пуштиле, Методија Пачев го пуштиле од битолски затвор. Па си тргна во Прилепа града, во Прилепа село Кадиново. Там си сретна верната дружина, дружина, кавалерија. Ахметоди, наш мили војвода, не водине у Кадино село. Тамо немат скришно место за нас да се ние од душман скриеме. Тук не води планинските села, таму има скришно место за нас. Не послуша, Методија Пачев ги одведе село Кадиново. Ги предале клетите ко доши силна војска, ги е сардисала.
Cel den tije luto se borea za sloboda, za Makedonija. Pa im reče Metodija Pačev, ajde braća, da se ubijeme. Si vidoja smrta pred očite navrtija, puški vogradite. Prv se ubi Metodija Pačev, a po nego verna ta družina. Другар Пирузе, земјоделската задруга Горица од Охрид е една од нашите најстари земјоделски задруги. Ве молам да ни кажете што представува земјоделската задруга за градот и за подрачјето во која таа делува и каде се делува денес. Задругата Горица е настаната од 3 постојачи задруги во градот Охрид, кој што порано, а треба да спомнам дека е таа настаната од селската работна задруга Мирче Ацев, која е формирана 45-та година, од земјоделската задруга Корабица од село Лесковец, која е исто така припоена према задругата Горица, и од задругата Горица, што значи тие задруги сочинуваат сега постојачата задруга Горица. Таа делува на поширокот подрачје од Охридската општина и ги зафаќа целата Трпејца, Љубаништа, Пештани, Велесто, Велгошти, Рамне, Коселј и Лесковец и некои други села помали. Дејноста на земјоделската задруга е во основа земјоделството, производство од овие подрачја кои што ги спомнавте сега, но да ни кажете кои основни дејности од областта на земјоделството ги има? Основната дејност на задругата е производство на земјоделски производи. Задругата располага со сопствени површини од купно 110 хектари, кои денеска се под овоштарници и под лозови насади и под други кои што не се одлучувачи за нашето производство. Ние видовме дека се тоа современи
овошни насади, современи лозија и каков бруто доход воопшто остварува задрugата од целокупната дејност нејзина? Задрugата во миналите години претежно се занимаваше со откуп на земјоделски производи. Меѓутоа, се покажа дека задрugата може да биде и производна задруга. И затоа ориентацијата наша е на нашето стопанство да се подигнат овоштарници, да се подигнат лозови насади и бруто доходот да не зависи само од прометот на задругата, од откупот, него да зависи од собственото производство. Тоа е веќе доказ денеска нашите 50 хектари од интензивни овошти насади, јаболкови насади и доказ е 20 хектари интензивни лозови насади подигнати и доказ е нашиот план кој што ќе биде во перспектива кој што се спомнира да биде подигнат да се интензивираат тие преостанали површини кои што не се интензивирани во нашето стопанство. Колку работници има вашата задруга денес? Задрugата брои 85 стални членови. Брои издружени земјоделци околу 60, што значи околу 150 запослени вработени се во задрugата денеска. Благодарам. Другар поп Стефанија, вие сте ангажирани за развојот на кооперативните односи во задругата. Колку кооперанти имате и кои принципи на кооперација се кај вас застапени? Задрugова имат членови задругари 60 на број и тие се со долгогодишни договори, кои што имаат влог и со кои кооперираме исцело. А имаме друга форма на кооперација на број 400 кооперанти со кои правиме договори едногодишни и за одредени култури и без цена, со пазарна цена. Овие задругари 60 што ги спомнавте, каков однос и каков третман имат во задругата? Дали правите разлика меѓу членовите на задругата и нив, или тие учествуваат во распределбата на вкупниот доход на крај на годината? Дали тие учествуваат во самоуправните органи ваши? Членовите задругари имаат сите права како што ги имаат и вработените во задругата. Тие учествуваат и во доходот, така да му се повраќаат од чистиот доход во проценти, колку преку годината несол производство, значи му се дават од чистиот доход на крајот на годината. Значи, дефинитивна пресметка на крај се прави од годината. А дали е решено прашањето за социјалното и пензионото осигурување на овие ваши членови, Не ги имаме кооперанти? уште решено, чекаме некои прописи, имат дискусии за тоа, штом то се излезит во службен лист и ние мислиме и со ним тоа, а членовите то го сакет, само немаат уште излезено во дискусија. Законот за здружениот труд, новиот закон веќе тие работи ги регулира. Без друго вие ќе ги користите. Посебен пропис треба да излезе, не е уште излезено. Другар Василевски, вие се занимавате и раководител сте на комерцијалната служба. Колку задругата има доход годишно? И
Како го остварува, мислите? Задрugата, нели, врши откуп на земеделски производи од нашите кооперанти, како што кажа претходниот другар, од тие 400 кооперанти, разбира се, од јаболка, јагода, черешна, јагнина купуваме, значи трниот вишок што е на нашето подручје, го откупиме и го пласираме во нашава република и во други републики. Бруто продуктот за миналата година беше 4,5 милиарди или 45 милиони динари. За ова година имаме 55 милиони динари предвидено за 78 година. Како се движат личните доходи на вработените во задрugата? Личните доходи во задрugата се спрема во градот, како се во другите организации, во фабрики, кај нас се многу добри и многу повисоки, така да, мислам, работникот кај нас се движи 1:2,5. Просечниот личен доход како е? Просечниот личен доход кај нас е 348. За миналата година беше. За ова година. Мите Тасевски е првиот управник, првиот председател на Париот не. земјоделската задруга. Кога ступив 45 година имаше постар од мене. Тој беше преседник. Јас ступив 48 година како преседник на задрugата. Ние кога се формираме 45 година, формираме се. Имот, не имот, воло, не воло, све напред. 45-та 10 месец. Денес што работите во задрugава Горица и што представува по ваше мислење задрugата од тогаш и денес? Зависи. Сега многу искочен напред, говорим со волој. Сега имаме сите могуćности туа, машини и на друго, све имаме. Се се работат машинско. Значи голема е разликата. Големото многу. Каде ти? Тоа е динар ние. Сега е 300 нешто динар земиш ти платат нешто, значи да работи. Вие што функција денеска имате во задрugава? Zato ja sam kao do rukovoditelj. Da. Sa baš ovdje. На кое место сте ви од Ливаниш? Kod Ljubaniš.
Čakalaro vikaše, ura momčinja. Čakalaro vikaše, ura momčinja. Žipatentego, obesentego, doa besno kuće, sarti sajtego, odnesentego, tvoje Kruševo, kaj komiteto, more makedonski. Земјоделската задруга Слобода од Зелениково Скопско позната е широм нашата земја, позната е по своите постигнати резултати во производството, во земјоделското производство. И не само тоа, во здружувањето на земјоделците и деновиве таа пушти повеќе работни капацитети во погон. Другарот Марко Боцевски е нејзин раководител. И ве молам, другар Боцевски, да ни кажете кои капацитети сега и по кој повод ги пуштивте овие денови? По повод одржаниот 7-ми Конгрес на Сојузот на комунистите на Македонија и 11-тиот Конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија и во чест на 4 јули денот на борецот, работните луѓе и издружените земјоделци на нашата задруга ги пуштива, ги дадува употреба следните објекти. Градежен објект со самопослуга и општествени простории, навеси за сместување на земјоделската механизација, механичка работилница, магазин за репроматеријали и амбалажа, пумпена станица за складиштување и издавање на гориво, 2 100 киловолтни трафостаници со 3860 метра ниско напонска мрежа, 4 навеси за пакување и сместување на овоштие и амбалажа во блоковите Плоча, Джамбовица, Слатина и Горно поле. Задругата има сопствени површини 1826 хектара. Во задругата работат негде околу 96 работника. Иначе, Сдружени земјоделци има 948 домакинства со 3792 члена. Задругата покрива 14 села од Зелениковското подрачје. Поред членовите на задругата имаме и развиене кооперативни односи со 606 домакинства, односно со 2424 члена. Тугар Боцевски, какви кооперативни односи развијат? На кои принципи се тие кооперативни односи со овие 600 домакинства, колку ги спомнавте? Видите, кај нас има две квалитетни разлики во однос со членовите на задругата и кооперативни односи кои не се членови на задругата, нема статус на членови на задругата. Со членовите на задругата ние учествуваме во создавањето на доходот и во неговата расподелба, коначна расподелба. Активно учествуваат и во самоуправните органи на задругата. Да. Ние имаме самоуправни органи кои се подjednako застапени и од редот на вработените и од редот на Сдружените земјоделци. Додека кооперантите? Кооперантите, они имаат некој повремено учество во органите на управувањето, али не се со оние права и обврски како што се и членовите на задругата. Се јави основен проблем да ние немаме каде да го спремиме овоштието за пласман на пазарите, за утовар, за онако, и затоа се јави потреба од изградба на овие навесите.
Колку тона вие овошје обезбедувате? Па ние негде околу 3500 тона во годината, односно 3 милиона и 300 илјади кила овоштие во годишно испорачуваме. Сега праски и круши. Покрај овие објекти што ги спомнавте, вие имате инвестиции нови за изградба на други објекти. Ние вкупно изградивме корисна површина 3346 метра квадратни, покриен простор. Во него обезбедуваме пакување и сместување на овоштието, што се убрзува и транспорт, работа и во смени. Понатака обезбедивме да се кова амбалажата тука, да набавуваме амбалажа во елементи и од што се годишно уштедува негде околу 162 милиона динар. На тој начин и вработувате нови. Да, и вработуваме многу други работници кои вршат ковање на амбалажа. Имавме прилично проблеми со расторот на горивото. Затоа се наметна потреба од изградба на таа пумпената станица. Намалени се трошоците само во една година за околу 16 милиона динара при издавање на гориво, а од друга страна ние имаме на нашите здружени земјоделци по пат на кредити дадено скоро 300 трактора. И они сега се снабдуваат со гориво таа бензинска пумпа. Што не беше случај досега. Они мораат да идат во Драчево, па често пати имаше судири со органите за регулирање на сообраќајот. С обзиром да имаме значително производство на овоштие, се наметна потреба да изградиме и собствена вага. Имавме доста тешкоти со мерењето на производите. Сега тука се мери од 5 кила до 60.000 кила и истиот момент се знае колкава е количината што се испорачува за секое возило одделно. Се наметна потреба исто така од градење на електрична мрежа, односно и правење на трафостаници. Изградивме 2 трафостаници, со тоа ги покривне сите навеси со електрична енергија, се омогучи, како што реков веќе, работа во смени, а обезбедивне и да можеме да црпеме вода по пат од Вардар по пат на електропумпи, што досега го чиневме со агрегати. Така да таа инвестиција се покажува доста уносна, доста рентабилна и оправдана, а ќе зголеми продуктивноста и одговорноста во работата. Во фаза веќе на изградба имаме еден градежен објект со продавница и простори за преработка на млеко во селото Гумалево. Овде рачунаме во сегашни условија да преработуваме годишно 356.000 кила овчо млеко и да се снабдуваат сите таму 4 села гравитираат кон Гумалево, кон овој објект, да се снабдуваат со репро и други материјали. Овој објект ќе биде пуштен деновиве сега за празник. Овој објект сакаме да го пуштиме во чест на 2 август, денот на македонскиот народ. Се покажа као тесно грло сегашните капацитети на млекарата во Зеленико. Ние ќе вршиме сега адаптирање со унесување на нови посовремени објекти и таму би преработувале негде во годината околу 712.000 литра овчо млеко. Во фаза веќе на реализација изградба на 25 мини фарми, каде ќе се одгледуваат негде околу 250 крави. Тоа во индивидуалниот сектор. Да, тоа све во индивидуалниот сектор. Во тек е на користење уште кредити за 60 трактора со комплетна опрема и 4800 овци. Значи, задругата Слобода има големо влијание и врз развојот на малото стопанство, развојот на индивидуалниот сектор во земјоделството. Додека не го решевме прашањето со прифаќање на нивните производи, селаните не сакава да бидуваат стокови производители, ниту сакаат да соработуваат со задруга. Меѓутоа, паралелно како се решаваше прашањето на прифаќањето на производи во прв ред во Рицко-планинскиот регион, млекото, млечните производи, месото и друго, се појави интерес од чување на стока од прв пат, да кажеме, после ослободување изградба на куќа во Добрино, Дејковец, нови куќи се градат, купување на овци. Еден селанец денеска кој има 100 овци бара да купи уште 200 и на тој начин ми се чини дека ја постигнавме целта што
ја бара и општеството, а и ние како организација, односно како задруга, го имаме пред себе поставено, исполнувајќи ги ставовите донесени на неодамно одржаниот конгрес. Селаните кои се иселива немаат соодветна квалификација, не го решиле прашањето на запослувањето во градот, они се враќаат и навоѓаат вработување на посевите, односно преку купување на стока, преку обработка на земјиштето и така натаму. И чиниме дека ние, ако вака, а нема зашто да се запре, идеме со едно вакво темпо да ги решаваме овие проблеми, дека во прилична мера ќе допринесеме да се оние фамилии кои се наскоро иселиле, не го решиле ниту стамбено, ниту вработувањето во градот Скопје, тие ќе се враќаат како што се враќаат и ќе засниваат еден нов живот, ќе станат нови стокови производители и така натаму. Понатаму ние рачунаме од септембар да почнеме со подигање на уште 120 хектара кајси, 30 хектара круши и 30 хектара вишни. Средствата се горе-доле обезбедени, а ќе се потрошат негде по 32 милиона и 400 хиљади динари. Другар Боцевски, значи со право владее мислењето дека земјоделската задруга Слобода е една од нашите најдобри земјоделски задруги и како работна организација од областта на земјоделството со постигнатите резултати. Ние ви честитаме на се ова досега што сте го постигнале. Благодарам на честитката. Не можам да тврдам дека сме ние најдобра организација во Републиката, мислам, земјоделска. Меѓутоа чиниме напори да ги оправдаме довербите кои не ги дава пошироката општествена заедница и во нашите настојувања и понатака ќе се залагаме по пат на здружување на средствата и трудот да што поголем број на луѓе, селани, земјоделци задржиме во село, создадеме база, материјална база од каде ќе има стоково производство кој ќе биде конкурентно способно за тржиште. Тоа значи квалитетно и ефтино производство. Ние, ја користам и оваа прилика, наредната година ќе славиме 50 години од постојањето на задругата. Задруга која е формирана 1929 година како штедно-кредитна, па покасно била као набавно продајна, а веќе 20 години како земјоделска организација која активно се бави исклучиво со унапредување на земјоделското производство кај индивидуалниот и сопствениот посед, односно организира земјоделско производство на сопствени и површини здружени од страна на земјоделците. Нашата опрска е голема с обзиром на значењето што не чекат овие, да кажеме, тој